Што се тоа дата центри кои неодамна ги најави вице-премиерот Александар Николовски како можност за големи странски инвестиции, заради што побара и промена на законската регулатива за нивна побрза изградба. Но со колкав капацитет може да бидат тие? Што значи тоа за Македонија? Дали ќе бидат локални, дали ќе бидат хабови на големи странски компании и многу други отворени прашања? Ќе разговараме со најсоодветниот министерот за дигитална трансформација, господинот Стефан Андоновски. Добар ден во Слободен печат. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Еве на некои од овие прашања. Прво мислам школски што се тоа дата центри, мисля че дека не сите знаат и подразбираат што може да биде тоа. Па така, тоа се од најмало до најголемо се во суштина магазини за складирање на опрема која што складира податоци и опрема која што пресметува во реално време. И кога ќе го кажеме вака теоретски, тоа можете да го замислите од една помала соба во некоја институција која што има соодветно ладење, грејење и соодветна инфраструктура за складирање на податоци, па до најголеми магазини, така наречени хипер дата центри, кои што се простираат на огромни површини од 15 до 20.000 метри квадратни и кои што имаат голема, тие се нарекуваат ракови или полици за складирање на оваа опрема за складирање на податоци. Зошто се важни за функционирањето на инфраструктурата? Еднакво се важни како и оптичкиот кабел, како и струјата, како и поврзувањето со патната инфраструктура, затоа што не можеме да замислиме систем во моментот кој што би можел да функционира без постоење на ваков вид на дата центри. Ние имаме во Македонија, институциите си работат веќе, тоа се сервери. Не само што државата има своји, кои што ги сместува на соодветна или не соодветна во некој случај ситуација, туку во Македонија има 2 или 3 приватни дата центри, веќе постоечки, кои што даваат услуги на приватни и државни компании. Тоа се нарекуваат уште клауд услуги, што значи дека вие како приватна компанија, еве, вашиот медиум, можете да складирате податоци кај некоја друга компанија која што има таков дата центар во Македонија. Во најава се изградба на 2 без никакви дополнителни интервенции во законите, изградбано уште 2 нови дата центри кои што доаѓаат од домашни провайдери. Тоа треба да се замисли како простории, магазини кои што ќе постават опрема, а таа ќе емитира клауд на кој што ќе може да се закачи некој кој што е нивни клиент. Добро, но кога говориме дека, барем како што најави вице-премиерот, сметате дека ќе продолжи тој систем на клауд варијанта или ќе се оди на поголеми хабови на, не знам, на Google, на други поголеми компании? Дилемата е, бидејќи има разлика, дискусијата се движи во насока и тоа е интересот и на светските компании за отворање на така наречени хиперцентри, тоа се огромни дата центри, огромни магазини, кои што имаат различни намени. Едната би била искористување за производство на вештачка интелигенција или тоа брзо пресметување на големи податоци кои што служат за употреба на вештачката интелигенција. Некои од светските компании сакаат да имаат заштитен или disaster recovery. Ако пропадне еден центар или ако се исклучи од мрежата, да може да веднаш да го вклучат овој вториот кој што би им служел за заштита на податоците. Имаме и таква можност. Има така наречени HPC, High Performance Computing, има и други кои што се однесуваат на cyber безбедност, така што можностите за искористување на оваа инфраструктура се огромни и зависат од намерата на инвеститорот. Значи, може дури и половина од дата центарот да се користи за една намена, да биде сместување на опрема колокацијски на некоја институција, а другата половина може да биде да се искористи за вештачка интелигенција. Добро, министре, тоа е, сега говориме во рамки на теоријата и можностите. Кога веќе најавувате, имате веќе контакт со некои од големите компании кои што и покажуваат интерес, бидејќи ако најавувате законски измени, звучи како да имате некаков преддоговор или договор, или не е така? Преддоговор или договор нема. Јас сум примил отприлика околу 10 различни светски инвеститори. Ова најчесто се така наречени venture capitals или инвестициски фондови кои што инвестираат во изградбата, а потоа тоа го рентираат на големи светски компании. Например, некој од нив може да гради за Nvidia или некој може да гради за Google. Не доаѓа Google или Nvidia лично да изгради ваков дата центар, туку тие потоа ќе го изнаемат тој дата центар кој што ќе го изгради за нив некој инвестициски фонд. Со некој од нив, со некој од нив веќе имаме дискусии за потпишување на меморандуми за соработка
И заради тоа се размислуваме за некаков вид на промени во законската регулатива, кои што не се однесуваат на намалување на условите, затоа што и сега не е забрането да изградите дата центар, туку како да олесниме инфраструктура која што е наменета за дата центри. И дискусијата оди во две насоки. Едната насока е како да искористиме простор кој што се наоѓа моментално во развојните зони, технолошките развојни зони. Во моментот не е дозволено таму да имат изградба на дата центри, затоа што тие подразбираат продажба на услуги, а не продажба на стока, која што во моментот не се наменети развојните зони. И вториот елемент кој што го спомна потпредседателот на владата Николовски се однесува на олеснување на процедурите за зонирање, за планирање, за инвестиција, за поставување, за промена на урбанистички планови, но сето тоа е во фаза на размислување. Не можам да кажам дека ние имаме готов текст кој што е во владина процедура, туку ги гледаме кои се позитивните, кои се негативните аспекти, колку брзо треба ова да се прави, како да обмислиме да немаме негативен аспект, да ги повлечеме само позитивните, така што наредниот период ќе биде период на дискусија, нема да биде период на конкретни активности од утре натаму. Ако не од утре, веројатно некоја визија имате кога тоа би можело да почне, значи вие не одлучувате со колкав капацитет ќе бидат, бидејќи тие се потрошувачи. Не. Со некои 10-20 мегабати, ако не грешам. Тоа се инвестициски планови на инвеститорите. Еве, споредено со нас во Србија, да речеме, имаме 14 мегаватна капацитет инсталирана моќност на државен дата центар во Крагуевац. Романија веќе надмина 120 мегавати различни дата центри. Хрватска има околу 60, од кои што околу 40 се во државна сопственост. Овие се помали. Например, Бугарија и Хрватска имаат пристап на неколку помали дата центри. Грција веќе има поголеми, Романија има поголеми, Србија има. А ние како сопствена инвестиција? Тоа е многу важно. Ние завршуваме една физибилити студија за изградба на државен дата центар и тоа е нешто што мораме да го направиме. Размислуваме во која насока да се движиме, дали сама државата да го изгради и да го оперира, дали тоа треба да биде со приватен партнер, во смисла на јавно-приватно партнерство или некој вид на тендер, или да видиме дали треба да размислуваме во насока на изнајмување на простор од постоечки дата центри. За жал во моментов такви нема со таков габарит, но ќе ги разгледаме сите овие опции. Неколку професори работат на физибилити студијата и очекувам до крајов на овој месец, на јули месец да ја завршиме и да имаме точна представа кон што ќе се движиме, но Македонија мора да има свој сопствен државен дата центар за да може да имитира државен клауд на кој што би се закачиле сите државни институции. Дали тоа подразбира новоградби? Инвеститорот сам бил градил од почеток или некои, да речеме, кај нас имаше доста иницијативи за напуштени објекти кои што веќе не постојат, ако имаат доволен капацитет? Сите можности се во игра. Еве, двата примери кои што ги дадовме за постоечките дата центри се во згради во кои што луѓето не ни знаат дека има дата центар. Тоа се деловни простори на овие компании. Има инвестиции кои што се на така речени Гринфилд, например таков е заштитниот Disaster Recovery дата центарот на МВР во Прилеп, кој што е изграден на празен простор. А има можности за инвестиции во браунфилд, напуштени фабрики, магазински простори, кои што треба да имаат добра поврзаност и добра инфраструктурна градба првенствено. Некои од нив се поранешни фабрики, некои се поранешни магазини во надворот. Добро, но вие треба да имате, речеме, предвид ако се појави конкретен интерес, ако сте веќе контактирале, каде генерално би биле сместени, од два аспекта. Прво, просторно комуникацијски, каде ќе бидат, а второ, ќе се послужам со делумно од некои забелешки дека тие многу бучат, дека создаваат звук, значи треба се негде надворот, урбана средина или не мора да значи. Треба да се внимава на овие прашања, сме ги размислувале. Соединените американски држави има брзајки да развијат вакви технологии, имаат дата центри кои што се во центар на град и се прилично големи и веќе се постава прашањето за бучавата, за загадувањето на тој дел од животната средина со бучавост. Кај нас не сме избрзале да имаме таков чекор и затоа ќе гледаме да тоа биде надвор од урбани средини, а во исто време да не ја загадува животната средина, што значи дека не треба да се сечат дрва, да се уништуваат шуме или да не е плодно земјоделско земјиште, но постои доста простор во државата кој што е
ненаселен и во исто време нема плодна почва. Затоа првенствено кога размислувавме за развојните зони, затоа што тоа е еден празен простор кој што има добра инфраструктура во смисла на патишта, фајбер оптика, кабел донесен до позициите, одвод, довод, така што тие се веќе инфраструктурно подготвени, голем дел од нив, а не сите па се целосно искористени. Да речеме, ако споредиме Скопје колку е искористена со некои други зони во државата, не се толку искористени и важно е се трансферзалите на струја и на оптички кабел со кој што ние сме добро поврзани за да се гарантира стабилност на мрежата, затоа што секој дата центар бара од 2 или 3 страни напојување со електрична енергија и оптика со кабел. Значи тие две прашања се наметнуваат сами по себе. Значи прво ајде нека бидеме со комуникацијските капацитети, дали навистина ги имаме да ги обслужиме така големи хабови какви што очекувате да дојдат. Македонија има многу добра поврзаност со брз и супер брз интернет, што значи дека има добра оптичка инфраструктура. Освен приватните инвестиции во оптичката инфраструктура и МЕПСО, како државна компанија за електропреносен систем, има поставено и своја оптичка мрежа, која што не се користи премногу, која што се инвестирала сите овие 20 години, но нема голема искористеност и на овие приватни инвеститори им стојат на располагање неколку опции, или да соработуваат со приватни партнери или да комбинираат. Дел да биде со МЕПСО, дел да биде со некој приватен партнер. Кај нас мрежата е претежно во 90% е приватна собственост и ние го решаваме со министерот за транспорт ова прашање за собственоста на оптичката мрежа. За жал долги години не било решено и тоа веќе има возможност и на приватните компании да се шират и да се дополнително се развиваат, така што имаме добра поврзаност со фајбер оптика. Тоа се секако главните трансферзали, така и ги гледаме инвестициите. Не може да биде тоа некој најоддалечено село затоа што до таму немаме оптика, но гледаме да биде во близина за да ако треба да се доградува определена инфраструктура, тоа биде на не многу голема оддалеченост и постои сериозна можност, сериозен потенцијал за тоа. Најголеми забелешки барем во јавност имаше околу тоа каков е енергетскиот потенцијал и можности на Македонија, бидејќи ние еднакво увезуваме струја, паѓаат системите, трансформатори, локално и така натаму. Сега ќе ми дозволите, јас не сум експерт за енергетика, но од ова страна на која што ја гледам како да речеме потенцијално потрошувачи, поголеми потрошувачи на електрична енергија, факт е дека овие дата центри се големи потрошувачи на електрична енергија, но таа електрична енергија може да црпат од комбинирани извори и тоа го гледам дека го прават и во Словенија и во Хрватска, поставуваат прво фотоволтаици на крововите на овие магазински простори за дел, тоа е дел од струјата која што се произведува во текот на денот и во летните месеци да може да се извлече од овие потенцијали. Дел од нив е во Хрватска е нов пример, планираат поврзување со биогасни централи, што значи дека отпад од биомаса ќе произведува струја која што потоа ќе се користи за работа на дата центрите во еден кружен систем. Кај нас мислам дека ќе треба да се размислува на комбиниран модел, затоа што имаме сега веќе и прекумерно производство на електрична енергија од обновливи извори во смисла на солар и таа често оди по многу ниски цени. Се продава на пазарот, дури е негативно. Големи инвеститори во оваа индустрија или во овој сектор веќе ги исклучуваат соларните централи затоа што нивната струја нема пласман. Ова искористување на струја од обновливи извори ќе биде многу значено затоа што ќе го избалансира тој елемент, а дополнително ќе треба да се размислува која ќе биде базната енергија, но треба да знам затоа што видов и шпекулации во јавноста, овие приватни инвеститори купуваат струја на отворен пазар. Што значи за нив инвестицијата ќе треба да се ги вгради во цената на инвестицијата, ќе треба да се ја вгради цената на струјата. Ние нема да ја субвенционираме таа цена на струја за ниту еден инвеститор, што значи дека тие кога ќе инвестираат ќе си одат на слободниот пазар и ќе купат струја на тој пазар колку што таа чини, или пак ќе размислуваат за некој ваков вид на инвестиција во обновливи извори или во поврзување со постоечки производители на електрична енергија за полесно и поевтино да поминат со набавката на струја, но сепак кажувам на крајот, ние не планираме да имаме некој преференцијален третман како што државата има за граѓаните или за малите компании, да имаме и за ваков вид на инвеститори, ќе се инвестираат приватно. Што друго беше околу ладењето, но и тоа може комбинирано ми се чини да се изведува. Да, треба имаше, знаете како вода, има некои тенденции во државата некогаш да кажувам да бидеме негативни за секоја можна страна или за секоја можно прашање кој што се појави или можност. Не е случајно зашто Европската унија во цела Европска унија се обидува да инвестира во фабрики за вештачка интелигенција и во дата центри. Тоа е затоа што
тука е потенцијалот за развој. Тука е потенцијалот за носење на високи технологии и за вработување на луѓе кои што ќе работат на овие високи технологии. Јас се согласувам, ладењето е една од дилемите кои што се поставуваат и тие се поставуваат насекаде. Но не треба тоа да се замисли дека е фабрика или рудник за или топилница за олово цинкова руда, па толку треба ладење, колку што сме имале ние во Скопје и некои од нас може да се сеќаваат на тие времиња. Постојат начини на ладење и системи за ладење кои што се поврзани со подземни води, кои што се поврзани со воздух, кои што прават комбинација на овие системи. Некаде во поголемите дата центри се прават бушотини за техничка вода, па се прават специјални езера за да се помогне ладењето. Секако има некое влијание. Секоја градба која што ќе изградите има некакво влијание, но тоа се анализира, се прават елаборати, на крајот и државата го одобрува. Никој не е од наша страна не е избрзал да донесе некоја инвестиција, па сега не знаеме како да се справиме со истата. Постојат студии, постојат истражувања и повторно ќе кажам, не брзаме во инвестицијата, туку ги мериме сите позитивни и негативни страни да видиме колку и можеме како држава да издржиме ваков вид на инвестиции. И јас реков, нам ни се потребни 1 до 2 поголеми дата центри да ни покажат дека можеме, дека сме способни ова да го правиме и да привлечеме компании кои што ќе ги користат тие дата центри и во Македонија, што значи некој research и development, некој развој кој што ќе дојде тука во Македонија да истражува. И второ барање кое што ние ќе го имаме од сите инвеститори е да одреден дел од инфраструктурата ја дадат на државата на користење за нашите капацитети за градење на моделите на вештачка интелигенција. Сега своевремено кога се отвара развојните зони, имаше голема невработеност во Македонија и приоритет беше што поголем број капацитети кои што ќе вработуваат граѓани. Сега можеби не е до тој истиот степен, но оваа инвестиција не носи големи вработувања. Така да кој генерално би бил бенефитот на Македонија од овие центри, ако тоа не се веќе вработување на македонските граѓани? Од прилика и тоа се високо образовани кадри, веројатно. Да земеме еден пример од 15 до 20 мегавати инсталирана мокриност, тие се од прилика инвестиција од околу 100 милиони евра, што значи од прилика околу 300 вработени во процесот на изградба и од прилика околу 80 вработени во периодот на операционализација на овие дата центри, од кои што добри 50-60 се електроинженери, машински инженери, експерти по роботика и автоматизација, кои што кадар ние веќе го имаме во големите фабрики кои што произведуваат автоделови и автоматизација на автоделови за автомобилската индустрија, која што па знаеме дека е во еден вид на стагнација во Германија. Германија е главниот инвеститор. Ова е шанса за наша диверзификација на работната сила, за нудење на висока технологија во дата центри и привлекување на вработени, кои што да, не е бројка од 3000 или 4000, но е бројка на вработени кои што треба да се диверзифицираат и да им дадеме можност за разнолична работа или можност за напредување во нешто што е различно од автомобилската индустрија. Затоа што ние мораме да понудиме како пазар на привлекување инвестиции и нешто различно од она што ни е нашата база. Тоа не значи оддалечување од базата, но мораме да понудиме различност. И вториот елемент се секако данозите кои што се плаќаат, донесувањето на нови технологии кои што не постојат тука во државата, тоа се нови процесори, најнови генерации на процесори за вештачка интелигенција, тоа се квалитетни компании од светски калибар кои што носат своја инфраструктура, своја опрема, некој треба да научи да работи со таа опрема, да ја користи. Тука е покренувањето дополнително и на градежниот сектор кој што ќе изгради дополнителната инфраструктура и секако сите логистички дејности кои што дадат паралелно со ваквиот вид на инвестиции. Не е чудо зашто, пак ќе кажам, државите од средна, од централна и источна Европа започнуваат активно да се позиционираат на овој пазар. Дури моје мислење дека малку и доцнеме со пласманот, но еве да бидеме паметни околу инфраструктурата. Не е чудо затоа што ова е трендот кој што ја го обзема светот и во исто време не можете да бегате подалеку кога и вашите компании од дома ви бараат да изградат дата центри, а гледаме колку и нас како држава ни се потребни. Добро, уште едно потпрашање, но не секогаш овие компании високо развојни кои што се тука веќе работат во Македонија, за сите овие децени не воспоставија контакт со македонски фирми, не се издигна македонските компании за да можат да ги користат, да соработуваат. Како ова ќе влијае на тој аспект, освен поединци кои што ќе работат, дали можат и македонските фирми да фатат приклучок, освен што ќе ги користат како база на податоци? Тоа е борба со стандардите. Сме го разговарали со Стопанската комора за постичките инвестиции кои што ги има во моментот во државата.
достигнувањето на стандардите им е навистина тешко на македонските компании. Работат инвеститорите, странските директни инвестиции, работат со определени компании во градењето на нивните стандарди, подигнувањето на нивните капацитети за да испорачаат услуга од храна до обезбедување до чистење, кој што е на ниво кој што го бараат нивните компании мајки. Се надам дека во таа насока ќе се движат и компаниите од овој сектор. Позитивната работа е што овие компании од IT секторот во Македонија веќе се многу интегрирани во светските компании за IT и даваат аутсорс услуги веќе на голем број светски компании. Што значи дека тие имаат достигнато определен стандард и тие како компании со стандарди, а и нивните вработени со квалификации. Така што мислам дека работењето за таков вид компании ќе биде малку полесно, затоа што се веќе луѓе кои што излегле на тој пазар и добро се снаоѓаат. Вие знаете дека огромен процент од македонските IT инженери работат во компании со странски пазар. Скоро никој од нив не испорачува услуги во Македонија. Дури тешко да најдете компании за соработка со владата, затоа што сите работат во странство. Сега ако им додат тие странски компании тука им се присутни на пазарот, мислам дека многу лесно ќе се Значи да резимираме, конкретно немате ништо за сега, така? Не очекувам инвестиција од конкретна компанија во наредниве месеци. А преговори со кого рековте дека има? Преговори имаме со десетина различни инвеститори. Тоа се инвеститори, посредници. Тоа се инвеститори, се инвестициски фондови, групации на комбинација на IT компанија со некој инвестициски фонд, различно во секој случај. Покажуваат интерес или да, веќе се со некој од нив сме во фаза на преговарање на меморандум за соработка. Значи допрво треба да знаете кој капацитет каде што. Веќе ги дискутираме рамката на капацитети кои што може да се инвестира, но немаме конкретно локации, можности и начин на финансирање. Колку ви се најблиско? 1, 2 може? Па можам да кажам дека 2 се поблиску од останатите. Другите правили интересно, 2 се да речеме во понапредна фаза. Добро, ова да ги спојме или ги раздвоиме вештачката интелигенција е нешто што вие активно работите на тоа, ја следите таа проблематика. За многумина се уште туѓа, но полека навлегува во секојдневието на граѓаните и во науката и во технологијата. Има и своји проблеми. Може ли тоа да се издвои од овие дата центрите? Како вештачката интелигенција ќе, како да кажем, спуштиме во македонска меѓу граѓаните? Ако не се лажам, еднаш ке правевме разговор дека кога дојде последен пат фон дер Лајен, донесе некои 5 милиони евра или долари како поттик за развој на вештачката интелигенција. Да. Што е со тие? Едното од другото не може да се оддели, иако нас не успеа со тој проект кој што го спомнавте. Не слушаме што се случи. Да, многу скоро за 10 дена ќе го означиме официјалното почнување на проектот Везилка со претседателот на владата. Тоа е проект за Центар за вештачка интелигенција во Македонија, кој што со антена е поврзан со фабрика Дата Центар за вештачка интелигенција во Грција. Што значи инфраструктурата е веќе изградена во соседна Грција во Фарос, која што инвестиција на Европската унија за така наречени HPC центри, High Performance Computing центри, и кои што се дата центри за вештачка интелигенција. Ние од Скопје ќе се поврзаме со антена со тој HPC центар и тука во Македонија ќе произведеме голем јазичен модел на македонски јазик, кој што потоа ќе го користиме како јазичен модел и како алатки со вештачка интелигенција базирани на тој модел во различни области. Финки е носител на проектот, точно е околу 5 милиони евра беше планираната вредност, сега се зголеми на околу 6,5 милиони евра, од кои што околу милион и пол е инвестиција на државата, околу милион евра се инвестиција на Финки и на електрофакултетот ФЕИТ, и останатиот дел е Европската унија, и тука ќе произведуваат алатки базирани на вештачка интелигенција за државната администрација, за бизнисот, за култура, земјоделие, имаше уште и енергетика, и мислам дека и здравство го вклучија дополнително. Што внатрешни? Тоа е интересно. Секој друг кој што не е ставен како стратешки приоритет, ќе може да побара од центарот и да се развиваат алатки и за нив. Например, центарот или професорите кои што работат во центарот веќе развија алатка базирана на вештачка интелигенција за Министерство за образование, за читање на е-дневник, за анализа на податоци, за извештај. Ние заедно со една македонска телеком компанија развивме чат-бот базиран на вештачка интелигенција за нашиот портал за отворени податоци. DataGovMK, нешто слично работи и Завод за статистика, ама сите овие се базирани на странски големи јазични модели. И кога ќе откуцате, може да очекувате дека има и грешка. Во јазикот, во граматиката, во синтаксата, во културниот има две влијанија, српско и бугарски. Така е.
Така е, дури некогаш се случува да има и грчко влијание, па преведено на македонски јазик. Зошто се случува тоа? Затоа што немаме голем јазичен модел на македонски јазик. Ние немаме, ги гледам книгиве тука, немаме дигитализирано јазичен корпус. Книги, литература на македонски јазик, која што тој модел ќе ја користи да се храни за да ви произведува. Како ќе го направиме тоа? Нема ништо на Google, вие на македонски ќе проектот Везилка, првиот елемент на проектот Везилка е дигитализација на македонскиот јазичен корпус. И Финки веќе работи со Националната библиотека и со МАНУ, со факултетите, а ќе отвори и кампања да секој од нас кој што има дома некаква литература во електронска форма, да речеме некои трудови, текстови и така натаму, ќе може секој од нас да ги закачи на таа платформа за тој јазичен модел да се нахрани со доволно податоци да може да го генерира. Тоа ќе биде македонски ChatGPT, нешто такво или? Ако треба да го симплифицираме, да. Ќе има свое име, веројатно. Везилка. А така ќе се вика. Така, се вика Везилка и ќе биде интересно со познавање или како што наведовте само за корисници кои што ќе се приклучат или ќе биде ќе биде наменето за широка популација, а ќе дозволи да поврзување и на овие отворени како ChatGPT, Gemini, Grok, да можат да се поврзат на македонскиот јазичен корпус и да влечат синтакса, граматика и од нашиот јазичен корпус. Затоа што им недостига, да тие преведуваат постојано од други јазици. Добро што ново најавивте роаминг со европските држави, тоа е една добра придобивка за македонските граѓани, иако не сте членка на ЕУ. Да, реална придобивка од за членувањето или од интеграцијата на Македонија во ЕУ, роаминг да патува кога патувате во Европска унија по трошоци исти кои што ги плаќате за вашиот пакет тука, имате интернет, SMS пораки и мобилна телефонија. Во напредна фаза интернетот влегува во тоа. Значи не мораме пред да патуваме во Грција, нема да мора да купувате друга сим картичка или кога ќе стасате да купите нова сим картичка или дополнителни податоци. Нешто слично што сега го имаме за Западен Балкан, на пример ако патувате во Црна Гора, ништо не се уклучувате, само се поврзува на некој од нивните телеком оператори и вие користите неограничени податоци. Србија се плаќа. Србија. Исто е сега. Може, ама само ако разговарате со ваш соговорник во Србија плаќате. Да, но сумата за плаќање е иста која што ја плаќате и за разговори од тука ако звоните во Србија. Значи по истата сума која што плаќате од тука ако звоните во Србија, ќе биде и таму ако сте физички. Да, точно така. Но поевтино ако разговарате веќе на овој начин. Да. Она што се следните чекори, ние имаме во петок состанок со Европската комисија, сите министри за дигитализација за телекомуникација од регионот, да видиме која е рамката која што очекуваат за во смисла на временски рокови. Треба да подготвиме преговори да подпишеме договор за соработка сличен на договор за стабилизација и асоциација, истиот да го ратификуваме во македонското собрание и потоа очекувам дека до крајот на годината ќе ги завршиме сите веќе. Ниште на крај политичко прашање. Ви очигледно треба да чекориме кон Европската унија, не само политички, туку со вакви конкретни чекори што се придобива кој бенефит за граѓаните. Кога ќе станеме поблиско до ЕУ за да можеме да користиме повеќе бенефиции кои што ги даваат на патот кон ЕУ. Знам дека не сте толку политички навлезени, но сте дел од владата и знаете дека предлозите на Макрон и Мерц се тие. Ако ги отворите поглавјата, ќе добивате повеќе, ако не, тогаш не добивате многу. Ќе добиваме вакво статуси некој. Да, за жал нас не кочи едно билатерално прашање кој што нема никаква врска со ништо од ова што зборувавме денеска, ни со развој, ни со инфраструктура, ни со економски напредок, ни со штиклирање кластери или исполнување на условите од реформската агенда. И тоа билатерално прашање е наметнато неколку години. И решението на тоа прашање ќе значи целосно отворање на преговорите. Но мора да имаме предвидливост во тој процес, затоа што многу лесно се подпишуваат договори, многу лесно се изменуваат закони, па дури и устав. Но што правиме денот потоа? Ако барањата продолжуваат во насока на гасење на македонскиот идентитет, тогаш ако не сме македонци, немаме македонски јазик за кој што се бориме во дигиталната сфера, тогаш што од членството во Европската унија, кој ќе стане член на Европската унија? Добро, ќе ве оставам тука, нема да подпрашувам, бидејќи има тука уште многу разговор. Ако вие го утврдите следна емисија може. Да, следна емисија. Ама не е тоа ваш фах, иако гледам дека ги научивте. Добро, јас сум меѓународен секретар на ВМРО ДПМН, мене во делот на партијата ми се тие обврски, но се обидам да ги одделам од. Добро, синтагмите ги знаете, ама ако навлеземе подлабоко, вие да речеме ќе завршите на голема работа македонскиот јазик и унесете во дигиталната комуникација. Значи не е избришен, не е изгубен. Тоа ни е планот. Сега за сега е во опасност, но значи немојте да плашите дека ќе го изгубиме јазикот. Вие ќе го потврдите и нема да го даете. Не смееме да го дадеме, но е во опасност ако не сработиме.
е во опасност ако не сработиме, ако треба државата да подпишува дека македонскиот јазик постои само од 45-та наому и треба заборави на Крсте Петков, мислам на Ѓорѓија Пулевски. Нема да се случи. Нема да се случи. Благодарам. Сигурен сум дека нема да се случи. Благодарам што гостин за овие информации. Ето тоа беше министерот Стефан Андоновски. Мислам дека расчистивме некои дилеми околу постоењето на големите дата центри. Кога ќе се случат, ќе информираме.